Денеска ми беше задоволство што може да бидам во Битола, да разгледам неколку проекти што ги води општината, некои од нив и со подршка на владата која што ја раководев, некои од нив самостојно, и да видам како се одвива понатаму извршувањето на овие проекти, односно реализацијата на овие проекти. Можем да кажем дека се одвиваат одлично. Имав можност прво да посетиме едно основно училиште, каде што имаат направено едно посериозно реновирање после 37 години, откако е изградена спортската сала во училиштето, значи реновирањето е во спортската сала на училиштето. Потоа исто така видов и реновираната сала Младост, која што исто така имаше потреба од реновирање и беше тема овдека во Битола дека треба да биде реновирана. Во програмата беше ставено од страна на ВМРО ДПМН дека ќе биде реновирана и се заврши. Значи и во основното училиште и во салата Младост двете работи беа ветени во програмата и сега се веќе реализирани. Трето што имав можност да видам е оној дел, она нова населба каде што порано беше касарната, каде што општината, градоначалникот вложуваат големи средства, околу 3,5 милиони евра, од кои што 2 од буџетот и 1,5 е од позајмица, во кои што ги прават основните инфраструктури, пред се водовод, канализација, улици, осветлување и се она што е потребно за да може инвеститорите да градат згради, да градат куќи, а во иднина да се изградат и спортски игралишта, старски домови и така натаму. Така што се работи за еден од најголемите проекти на Битола, една огромна нова населба, која што ќе има веројатно над 5000 жители, која што се движи во добар правец, затоа што се поставува темелите. А темелите се да има водовод, да има канализациона мрежа, да има осветлување, улици и се она што е најпотребно за да може потоа некој приватен инвеститор да изгради зграда или да изгради куќи. Згради се веќе изградени, слушнав дека некои куќи веќе почнале да се градат. Има огромен потенцијал за понатамошна градба, така што е главното место каде што Битола се шири во иднина. Каде што ќе се шири и каде што ќе може луѓето да си обезбедат живеалишта, дали тоа ќе бидат куќи, дали ќе бидат станови, сеедно, но да го решат своето стамбено прашање или прашање за домување. Навистина значаен проект и ми беше задоволство што видов дека се одвива во една добра динамика. Последното нешто што имав можност да го видам е проектот на киното, каде што сега се наоѓаме, кој што градежно е речиси завршен. Остануваат одредени други детали во интериерот кои што треба да се завршат, опремата за киното, седиштата и можам да кажам дека овој проект кој што нема да надмине повеќе од 700.000 евра ќе биде една дополна на културниот живот во Битола и ќе даде можност на битолчани и вон и за време на фестивалските денови на фестивалот Браќа Манаки да имаат и посовремен простор и дополнителен простор за проекции на филмови. Оваа зграда е на местото на поранешната зграда која што била опожарена и која што не постоеше, така што обновена е во истиот стил, истата големина и навистина еден долг на битолшани и на Македонија кон браќата Манаки да се возобнови тој објект кој што некогаш многу значил тука во Битола и во Македонија. Така што 4 значени проекти кои што имав можност да ги видам, се распрашав како оди и со изградбата на трибината на стадионот, градоначалникот му информираше дека оди одлично, дека работите се движат согласно планираното и согласно планираната динамика, а најмногу се радувам што работите одат одлично во индустријската зона. Таму општината имаше дополнителни инвестиции, затоа што индустријската зона се шири во смисла на поголем број на фабрики, односно вработени. Како што дозна, веќе компанијата Кромет и Шубер надмина над 4000 вработени. Локации имаат земено и поголем број на други инвеститори, кои што се некои од Турција, некои од Грција, некои од Италија и така натаму, така што има огромен потенцијал. И веќе не можеме да зборуваме за потенцијал кога има над 4000 вработени. Веќе зборуваме за нешто што живее и се развива. Тоа е индустријска зона што живее и се развива и решава проблеми на многу битолчани за вработување. И доправа ќе се развива затоа што не само што некои компании купија локации и ги прават проектите, ги адаптираат проектите, туку има и нови кои што се заинтересирани и се надевам дека во иднина и тие ќе дојдат и невработеноста во Битола значително ќе биде намалена заради тоа. И тоа е проект што најмногу ме радува за овој град, затоа што знам дека најголемиот проблем на битолчани беше невработеноста. Има и други проблеми, како и секоја друга општина и секој друг град, но невработеноста е голем проблем, таа се намали, значително се намали, но се уште е висока и
Индустријската зона, движењето напред на индустријската зона е нешто што ме охрабрува дека овој проблем ќе влезе во една рамка на нешто што е помало, на нешто што е поприфатливо и нешто што може да се спореди со други држави.